Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Денеска сме нагости во центарот каде има многу љубов. Центар за кој ќе ви раскаже многу повеќе дамата која што ни е наша утринска гостинка. Денеска ни е 20, но утрешниот ден е голем ден, бидејќи се одбележува светскиот ден на децата со Даунов синдром. Добро утро за мојата соговорничка Суза. Добро утро, благодарам на поканата. Пред се како мајка, а потоа и како дел од Центарот за лицата со Даунов синдром и ни сите години борбите кои што ги водите. Споделите ми за почетокот па до денеска. Така, борбите. Кога ќе се навратам наназад, почетокот Никола кога беше мал, нели, од неможењето да се запише во градинка, училиштето малце полесно ни помина, немањето стручни лица, немањето дневен центар каде да се однесе детето. Нели можеш секаде со себе да го носиш, нема на 2 минути каде да се остави, поготово за самохраните родители, што е многу тешко. Денеска сме многу подалеку, меѓутоа пак многу назад од сите околу нас, што се од сите земји што се околу нас, сме многу назад. А од таа дистанца што сме били низ години, после 20 години, навистина има многу направено. Има многу чекори, се обезбедија нели лични асистенти, образовни асистенти во училиштата, дечињата веќе слободно се запишуваат во градинка, се одат во редовни училишта, во средни, последнава година нели и се донеси законот за средно образование. Никола за жал ја немаше таа среќа, све некако последен остануваше во донесувањето на законите. Не успеавме нели ни со асистенти ни за во основно, ни за во средно, мачно беше, многу мачно, меѓутоа ете заврши тој процес многу успешно, за разлика од некои други дечиња што има навистина многу проблеми околу образованието, ние некако полесно го поминавме тој дел. Денеска е радост да се наоѓаме во еден центар кој што можеби беше вашата најголема битка. Центар каде што гласно пеат и нашите познати пеачи, каде што гласно танцувате и правите одлични попладневни активности токму за она што е потребно, да се шири љубовта, која е и како лек за сите болести. Па споделите ни, што се правите токму во оваа катче? Ваки, имаме многу активности, навистина, многу точно така, многу се пее, многу се игра, многу се работи. Гледаме да имаме активности за децата над 18 години, значи за повозрастните, додека што малите, нели рековме, веќе се на некој начин згрижени, ангажирани со активности, меѓутоа за повозрастните навистина нема ништо во државава во моментот. Нема каде да се однесат, нема што да прават дома. По цел ден се дома, доаѓа до потребна е дружба, затоа што се соочуваат после со други проблеми, доаѓаат до психози, остануваат дома и после многу тешко да се извадат од дома. Ако нема некој континуитет на работа, навистина е многу тешко. Во попладневните часови имаме, значи, знаковен јазик, каде што ги учиме, нели песните, тие што ги презентираме постојано. Имаме фолклорна група. Еве веќе се спремаме за едно патување, да ја представиме државата на фолклорен фестивал во Турција. Имаме јога, децата се релаксираат со јога, ќе видиме покасно каде тоа све се изведува. Имаме прекрасна кујна каде готвиме, развиваме животни вештини. Изработуваме сите овие празници што измина, нели, почнувајќи од Нова година, па све навака. Нас ни е агендата таква, 1000 изработки за 1000 желби за среќа. И со секој излегување во некој од моловите подаруваме по 1000 изработки. Значи, точно 1000 изработки. И децата се среќни, значи тоа го правиме во текот на целата година, 1000 изработки не може да се изработат за 2-3 дена, нели? Да. Значи, Нова година, па Валентајн, па 1 март мартинките, па 8 март сега. И сега веќе се спремаме за Великден. Во меѓувреме, кога веќе сме сработиле све, правиме други изработки, децата сликаат. Ќе видите, имаме и некои изработки, не се тоа украси, тоа е нешто корисно за во секој дом, за качалка, за клучеви. Така нешто си смисливме од природни материјали да биде и да биде корисно за дома и нели креативноста да може да се изразат децата на секој начин.
Суза, што е она што може да се подобри за да биде одлично живеењето и што е она што низ годините достигнало свој ајде да кажеме најдобар начин за да се помогне и да се ужива животот во буквална смисла на зборот, неминовно каква попреченост има? Најдобар начин се уште нема постигнато, нели, факт е тоа. Што да се постигне? Значи, еве се зборуваме за повозрастните деца, пошто нели рековме за малите. А прво и основно што треба да се направи едукација во сите институции за можностите на овие деца, за комуникација со овие деца, затоа што ако се прими во една институција, директорот не може да знае некаде што се случува со детето. Доволно е еден несовесен и несвесен да направи многу голем проблем. Затоа препорака наша е да се има едукација во сите институции на сите вработени. Затоа што секаде ќе сретнете во секоја институција, во секоја фирма, некое лице со посебни потреби, дали како вработен или како клиент, нели ќе се сретне. Меѓутоа треба да знаеме, треба да сите да знаат како да се однесуваат, како да му придат, како да му пристапат. И кога нема никаков проблем, меѓутоа и во моменти на некоја вознемиреност. Секогаш да сме тука на најдобар можен начин. Вам ви посакувам среќен и убав ден. Ке го одбележите на посебен начин или едноставно ќе се приклучите секаде каде што сте потребни и каде што може да биде донесена радоста, бидејќи 21 ден ние 21 на календарот ни е почеток и на пролетта и на многу активности на поезијата и активности кои што одлично идат рака под рака со она што вие го имате како организација. Така, па пошто е ден на повеќе, нели, повеќе настани ќе има, баш на овој ден, ние сакаме да сме инклузивни и ќе се приклучиме некаде, на вистина ќе бидеме инклузивни, ќе гледаме да отидеме на што повеќе настани, да не видат секаде дека одиме. Суза, ви благодарам, ви посакувам убав и успешен ден и не само на 21, секогаш да се сеќаваме дека постојат во општеството и треба да се вклучени буквално секаде. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Не само 21. Секојдневно да се сеќаваме на сите оние кои што имаат одредена попреченост или одредена пречка да го живеат животот во полна парија, бидејќи животот и љубовта идат рака под рака. Не само лицата со Даунов синдром, туку да пружиме рака на секому каде што сме потребни. А ние и натаму го пласираме она што секогаш знаеме и умееме на најдобар начин. Останете и натаму на Канал 5.